Добро утро секој утро. Продолжува понатаму. Се разбира, мора малку простори за нашите рекламни пораки. На гости ни е една прекрасна девојка, јас ке кажам. Тоа е Марија Најдовска, инаку единствен дипломиран трубач во Македонија како жена. Да. Така? Да. Секоја чест и честитки се разбира од сите нас тука. Благодарам прво за поканата, многу ми е мило што сум со вас. Да, не воодушевуваш со трубата и со твоите изведби. Добре ни дојде. Добро утро. Добро ве најдов, добро утро. Така, како започнува со оглед на тоа дека си млада девојка, едно утро за тебе? Сакаме да поспиеме? Па си сакам искрено да си поспијам. Но сега, вака, кога треба кога се договаравме еве за утринската програма, ти дури еден час пред да со времето си и секоја чест за тоа, кажува колку си одговорна. Да, за тоа те пофала морам. Благодарам, за тоа се трудам бар да сум одговорна. Сега додека се уште сум, како да кажам, невработена, си искористувам да си поспијам и сите, кога ќе почнам, секако ќе морам и трубата сама си го носи тоа, мораме да станеме од сабајле да не почне денот со вежбање и така да тера цел ден. Така да сега си искористуваме летото додека можам тоа понатака. Така, кое ќе биде работното место за дипломиран трубач во Македонија, еве како единствена наша жена? Па имаме за трубач неколку така опции. Можам да бидам професор. Така. Имаме како трубач во филхармонија, како трубач во опера. И сега ето уште неколку, ама тоа ете главно да го кажам. Да го потенцираме секако. И дали тоа би било твоето место за кое што би се определила и понатаму во животот? Секако тоа би ми било желба. Да, сега прашањето ќе произлезе и од таму. Од каде Марија ја има љубовта токму кон овој инструмент, кон трубата? Љубовта општо кон музика ми од малечка, а стригно кон труба. Зошто се одлучи за овој инструмент? Ни презентира во нижото музичко, само што се запишав, бев уште мала. Ни го презентира инструментот и кога ја видов трубата, така сребрена, свети, и кога го слушнав звукот, реков, морам да пробам да извадам звук. Не успеав. Јас сум од мала инат. Реков сега не успеав, зашто не успеав? Мора да тука уште повеќе ми се роди некоја желба. Да ја совладаме трубата. Без да се консултирам со никој, одлучив дека ќе свирам труба, отпосле им соопштив и на моите што беа скрос изненадени како женско труба до сега не се случило. И ете, со текот на времето, како и почев да свирам, како и ми го презентира инструментот и сите тие работи, концерти над превари, буквално не можам да се замислам. Да, колку години сме сега заедно и ве гледаме и фотографии тука со трубата? Свирам труба околу 13-14 години. 13-14 години. Колку треба внимание да се посвети на овој инструмент во текот на, еве да кажам, веќе и животот, меѓутоа и во секојдневието, колку пати неделно, проби, и за да се одржи оној континуитет, сигурно дека вам ви е потребно повеќе воздух и слично, па ајде нешто објаснени повеќе околу тоа. Треба, си бара, да се посвети човек, нормално. Ова е инструмент што цел живот мора да го вежбаш, не можеш да го оставиш. Не ова и сите други инструменти, генерално. Пошто свириме нели со помош на мускул, ако не го одржаваш ќе падне и нема да звучиш убаво. Ете си бара... По дома си свириш? Секако, секако. Соседите? Немам проблем, фала Богу со соседите, сите сакаат музика. Тоа ми е барем погодено. Да, поздрав до сите, тоа ми е погодено. Сите си сакаат музика. Препорачливо е секој ден да се свири по барем 3-4 часа. Сега не е тоа баш така малку. Да, значи треба да си одвојуваме време. Ете, ако не е секој ден, барем да е
5 пати неделно сигурно. Значи, Да посветени сме секако на овој инструмент и како и со љубов го држиш така покрај себе и го негуваме, но затоа и насловот ни е токму таков ова утро, љубовта кон трубата. Ти си била дел од нашата утринска програма, меѓутоа надвор низ нашиот град, но јас имав и желба да те имаме тука вака во живо и во студио, затоа што ќе слушнеме сега некој звук од трубата. Од пораните утрински часови сме во можност тоа да го сториме така или во било кое време од денот, кога веќе сме се определиле, меѓутоа мене ме интересира еве вака за пораните часови. Па нормално сега ни треба време, еве јас Кафе, можам да кажам дека се расвирував тука во дворот. Треба да се расвириме, ни треба така да го загрееме инструментот, пошто сепак е тоа. Така. На сабајле потешко ни оди малце, но пак ете, кога ќе се расвириш, после без проблем. Може да слушнеме нешто и што би слушнале. Што е она што најчесто го свириме на трубата? Јас сум определена за класика. Класика. Да. И зошто се определивме за класиката? Ете, во мојата школа таа музика се изучува. Ете, откако дипломирав, свирам и друг тип на музика. На труба секако се може да се свири. Да, така. Но ете, класиката ми е прво нешто. Сега јас морам да признам зошто ова утро изразив желба да си тука. Погледнав од моите соседи исто така кои правеа свадба, па се видовме и така низ разговор, видео каде што излезе ти со трубата и ги развесели, ги изненади сите кои што таму беа присутни и јас реков ова девојче мора да ни биде гостен во нашата утринска програма во живо со незината труба. И навикнати сме на зорли, тапани, трубачи од рок ветне или со ора, чочеци и така натаму. Меѓутоа, она што ти го презентираше на свадбата, исто така мощно, примамливо, впечатливо, преубаво и лек за душа вака за сите, да се види една девојка како свири на труба. Тоа беа наши македонски песни, меѓутоа ова утро зашто ќе се определиш и што ќе слушнеме од трубата, оставам на тебе. Ево ова утро сепак ќе свирам класика. Па и така треба да започне утрото, да, така, со убави нежни. Со мирно, убава мелодија. Ајде да те слушнеме. Искрена да бидам јас да сум ти соседка, вака некој да ми свири убави нежни мелодии и класика, би уживала искрена да бидам. Благодарам. Да. И како што се однесува еве вака за трубата, кога сме сами со неа, знаеме што е она што пожелбан или си го свириме и така натаму. Но тука гледам фотографии дека ние сме биле дел од неколку тука настапи, манифестации. Зашто се работи, еве повторно ќе ги повикам со оглед на тоа дека сега ги гледаме овие фотографии, па да знаат и гледачите зашто зборуваме, каде се настапувавме со трубата досега. Имам концерти и така натаму. Ете има една слика што погледнавме во Македонската филхармонија. Имам делот од снимката од мојот дипломски концерт. Можеме да се Ќе слушнеме нешто малку подоцна, не сега видеото, ги фотографиите, меѓутоа еве кога веќе споменавме,
малку дел, ке имаат можност, тоа е како една најава гледачите да слушнат како сето тоа звучи. Еве, значи тука ги гледаме сега повторно фотографиите со трубата. Како што кажав, ајде да позборуваме за оние настапи твои и манифестации кои што досега си ги имала. Еве ова точно сега што го гледаме во Будимпешта, многу убав концерт. Бев таму со преку ФЕМС. Многу убаво се представивме, имаше прекрасна публика. Така. Ете сум била дел и од Биг Бенд Македонски Евергрини, тоа беше прекрасен концерт. Ево ова исто е некои од концертите. Што значи дека досега имаме повеќе? Имам и надпревари, концерти. Ете можам да се пофалам со први места на надпреварите. Можам да издвојам, имам и златен медал. Ете што ми е така врамен дома, така си го гледам. Браво, Марија. И ти посакувам уште многу такви медали да си се китиш со нив, затоа што сигурно дека кога имаме љубов кон новој инструмент и сакаме да добиеме и награда, затоа што секојдневно се трудиме да извадиме звук како што имавме можност ние ова утро да слушнеме. Секако тоа е показател дека се исплати цел труд, цела работа. Затоа ја сега ќе го повикам и видеото ова утро. Ајде малку да се опуштиме и да слушнеме што е она што ќе следи во продолжение токму од звуците на трубата во изведба на Марија Најдовска, која е дипломиран трубач, единствена жена во Македонија. Ајде да погледнеме и да уживаме, поточно да слушнеме убава мелодија. Ова што имавме можност да го слушнеме, подсетува на што? Ајде да ги подсетиме гледачите си велат од каде беше оваа мелодија. Можам да кажам многу интересна информација зашто токму една од композициите ја одбрав оваа за мој дипломски, инспирирана од филм, каде што девојче искача, доаѓа со оркестар да свири како аудиција и не веруваат во неа. Ја гледаат со предрасуди како сега она ќе го одсвири тоа, она застанува гордо, Гледал сигурно. Гледал некој така на тебе? Да, затоа и се поистоветував со тоа. Застанува и одсвирува прекрасно и ете тоа ми беше мене инспирација да ја земам токму таа композиција од тој филм Брасес Оф и да го изнесам на убав начин. Ке може да го слушнеме и во живо затоа што преубаво звучи мелодијата. Ајде повели. Браво, Марија. Сигурна сум дека гледачите покрај екраните ова утро уживаа во твојата изведба и секоја чест што можеш ете така да си ја совладаш на ваков начин трубата и во пораните утрински часови. Како млада девојка, секако треба да бидеме посветени на овој инструмент, затоа што сме веќе и дипломиран трубач. Како го живееме животот? Моментално, ете, откако дипломирав, пошто тоа ми стоеше како некоја... Имавме буквално договор со татко ми. Прво дипломирај, свири класика само. Поздрав до твојот татко. Поздрав секако. Потоа ќе видиме. Потоа што сакаш, така прави. И сега откако дипломирав, ете сакав малце, освен со класиката, да се посветам ете и со друга музика, како и што рековме, што настапувам ете и по свадби со некој мој дел забавен. Сакаш да ни го отсвириш, не е проблем никаков ако имаш желба. Ја немам матрицата. Добро. Ете, сега сакам и на тоа малце и таму и таму да се пробам.
Настапувам со татко ми и со брат ми, баш сме така фамилиарно. Вие сте сите фамилиарно, Да. значи музичари. Да, Тато, бато музичари. што свират, пеат. Татко ми пее, Добро. брат ми свири на клавиатури, свири бас, брат ми исто така на факултет, татко ми исто од кога знае за себе, и он свири исто и сајзер и пее. Секоја чест. Ете се со неговиот бенд. Откаде ви е генот за музиката, дедо, Уф, прадедо? тоа е... Има поколенија, Има, стварно. така. И дедо ми бил музичар, и моите Ете. војковци, братучеди, значи сите сме музичари. Секоја Сите. чест и големи поздрави ќе упатиме и до твоето семејство. И овие последни минути јас ќе ги искористам, односно минута, да ти посакам се најубаво, да ни дојдеш повторно, да не разнежниш со звуците на трубата. Секој инструмент си има своја приказна за себе и секој си е убав на свој начин, меѓутоа еве ти се определи како што кажавме и отинат. Да. Меѓутоа го совладавме и покажавме и дека како жена можеме да свириме на инструментот, впрочем како и во филмот кажа и сама дека имало предрасуди и за тебе, меѓутоа ти сега еве како докажа дека тоа воопшто не треба да постои кај никој. Затоа што желбата и љубовта ако се многу поголеми од останатото, ете како можеме да дојдеме до голем успех, па и да ги мотивираме и сите други девојчиња од сега ако сакаат да се свират на труба, зошто да не? Дај Боже, ете, јас нека им бидам главна мотивација и да имаат храброст. Така. Кога се сака, се може. Марија, благодарам што одвои од твоето време. Благодарам на Ова вас. утро да ни го разубавиш, па се гледаме повторно. Се гледаме